Дефицитот на кадар проблеми за брзата помош. Во оваа служба има 40 лекари, а само во Скопје недостасуваат уште толку. Брзата помош работи со дотраена опрема, а вработените одат во дупли смени за да спасат човечки животи. Без разлика на тоа што имаше дефицит од персонал, ние успеавме таа функционалност да ја подигнеме на ниво да одговори на потребите на граѓаните. Имаме дефицит на кадар, реков, имаме дефицит на екипи кои што се на терен. Министерот Филипче, кој се пофали со набавка на 12 нови амбулантни возила, признава дека има дефицит на кадар и најави решение. Во иднина ќе се објавеле конкурси и за сестри, а и за веќе лиценцирани млади лекари. Има сериозен недостаток на лекари и медицински сестри во периодот кој што следи ќе се распишат конкурси за прием на медицински сестри, а веќе во непосредниот период од следниве недели ќе се распишат огласите за прием на младите лекари кои што се лиценцирани и кои што во овој момент се невработени согласно новата измена на Законот за здравствена заштита, со кој што секој лекар кој што има лиценца ќе добие загарантирано платено работно место во период од 6 месеци. Нејасно е зошто се прават ваквите чекори и дали ова значи дека власта се премислува за идејата јавно-приватно партнерство за оваа служба, бидејќи иако најавувана околу 5 месеци, се уште нема резултати од физибилити студијата за оправданоста приватниот сектор да ја финансира и да стопанисува со брзата помош, но и со домашната посета. Досега неколку пати се проложуваше рокот за изработка, а Филипче вели дека економскиот оператор си барал одложување, кое му било одобрено.